студиото со вас, Маријан Ников. Владен вести, ви благодарам за вниманието. Европратениците дадоа поддршка за извештајот за Македонија на денешната седница на Комитетот за надворешни работи. Пред гласањето за усвојување на извештајот, членовите на АФЕТ одбија неколку амандмани на текстот на документот, предложени од бугарски европратеници. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештајот за Македонија за 2023 и 2024 година, подготвен од австрискиот европратеник и известувач за земјава Томас Вајц. И покрај жестоката дебата и бугарските противања, гласањето помина со 40 гласа за, 19 против и 10 воздржани. По усвојувањето на документот, известувачот Вајц вели дека е задоволен, бидејќи е изгласан со широко политичко мнозинство. Денеска го усвоивме првиот извештај за земјата Северна Македонија од 2022 година во Комитетот за надворешни работи. Горд сум на целата напорна работа што беше вложена во наоѓањето компромиси за да можеме да го донесеме овој добро избалансиран извештај со широко политичко мнозинство. ЕУ мора да остане обединета со своите соседи во предизвикувачкиот геополитички пејзаж со кој се соочуваме. Северна Македонија припаѓа во Европската унија. По 20 години преговори мора да го одржиме моменталниот добар моментум за понатамошно напредување на процесот на проширување, вели Вајц во изјавата. Европратеникот Галер од ЦДУ предложи амандман пред одредницата македонски јазик да стои модерен македонски јазик во корист на бугарите, но не доби поддршка бидејќи 6 европратеници го блокира. Сепак Галер најави дека овој амандман со кој бара пред македонски јазик да стои одредницата модерен ќе биде предложен и на пленарката каде што конечно треба да биде усвоен извештајот. По гласањето, бугарскиот европратеник Ивајло Волчев најави дека како додаток на извештајот ќе предложи додавање на мислење на малцинството. На 4 јуни, гласањето за извештајот беше одложено по барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници кои не се согласуваа со тоа што во документот децитно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Вајц призна дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои за документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече тогаш, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Сега останува извештајот да биде одобрен на пленарно заседание на Европскиот парламент закажано за периодот од 7 до 10 јули во Страсбург. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Денеска и утре во холандскиот град Хаг се одржува самитот на НАТО. Македонската делегација предводи македонската претседателка Гордана Силјановска-Давкова, а во истата и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, како и министерот за одбрана Владо Мисајловски. Се уште нема официјална потврда дали Силјановска-Давкова ќе има средба со бугарскиот премиер Русен Желјасков. Освен актуелните случувања во светот, централна тема на самитот ќе биде и предлогот на САД земјите членки да ги зголемат трошоците за одбрана на 5% од бруто домашниот производ, двојно од актуелниот праг. Македонија моментно одвојува 2,2% од својот БДП за одбрана и е на 11-тото место по висина на трошоците. Министерот за одбрана Владо Мисајловски денеска во Хаг на покана на холандскиот министер за одбрана Рубен Барскелманс ќе учествува на работната средба на министрите за одбрана на земјите членки на Алијансата. Председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицковски на денешниот настан по повод меѓународниот ден на јавната администрација истакна: без силна, стручна, одговорна и почитувана јавна администрација нема ниту држава, ниту реформи, ниту вистинска демократија. Честит празник за вашиот труд, за вашата посветеност, за вашата отпорност понекогаш и во тешки обезкрбувачки услови. Мицковски истакна дека денешниот ден не е само формалност, туку повик за реформи и конечно надминување на болестите кои предолго ја разјадуваат јавната администрација. Но денешниот ден не е само формалност, тој и повик за сето тоа да се направи. Дојде време за промена, вистинска промена. Ги градиме темелите на промените за твоето време кое доаѓа, за време во кое знаењето и трудот ќе бидат поважни од партиската книжка, за време во кое институцијата ќе служи на граѓанинот, а не граѓанинот на институцијата, за време во кое професионалноста ќе биде стандард, а не исклучок, за време во кое службеникот ќе биде горд што е дел од јавната администрација, а граѓанинот ќе знае дека ќе биде услужен со почит, ефикасно и дигитално.
Остануваме на теми поврзани со владата. Земјоделството е стратешки приоритет на владата. Исплатени се над 9 милиарди денари субвенции за над 70.000 земјоделци. Се врши редовна исплата на субвенциите и со тоа им се дава директна поддршка на земјоделците да продолжат со своето производство. За една година владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство успеа да ги исплатат за останатите субвенции на земјоделците за сите категории од 2021, 22 и 23 година, а се исплаќаат и тековните субвенции. Покрај ова, како влада успеавме да ги подобриме земјоделските политики и наместо земјоделските производи да се фрлат, истите сега се откупуваат по пристојни цени од страна на откупувачите. Промените се очигледни, тие се случуваат, времето на промените е тука, работиме и ја вреднуваме маката на земјоделците. Оваа влада е земјоделска и земјоделците после 7 години конечно имаат партнер. Во владата во теке и панел дискусија по повод една година влада ги градиме темелите на промените за твоето време кога доаѓа. Дел од министрите во владата има и своји обраќања да ги погледнеме. Навлеговме потполно со реализација на програмата Нема седење дома, а примање плата на Советот за стратешка реформа на јавната администрација, така да од 296 вработени кои ги затекна во Министерството по различити основи, веќе 112 не се вработени во Министерството на различити начини, по различити основи. Да не бидам сватен погрешно, тие 112 луѓе не се во Министерството на законски начин, затоа што Министерството се уште нема добиено никаква притужба, ниту жалба, ниту тужба во однос на одлуките кои ги донела. Така да тој аспект ни остана уште 79 такви лица кои нормално тие процеси се во тек и се надеваме дека до крајот на годината ќе можеме да ја затвориме и тоа поглавле од работата на Министерството. Воведуваме нови наставни планови и програми и ќе продолжиме и тоа да го правиме и се разбира познатите учебници за кои е срамно да се каже дека со години сме ги немале. Лани децата ги имаа на 1 септември на клупите, ќе ги имаат и оваа година. Во суштина, од првиот јавен повик одбравме и подпишавме околу точно 288 договори наменети за исклучиво за инфраструктура. Во вториот јавен повик досега имаме 887 поднесени проекти. Јас очекувам во следните 10 дена веќе постапката да ја затвориме во делот на евалуација преку ресорните министерства и веднаш после ребалансот на буџетот да можеме да ги исклучиме договорите за да влезат локалните самоуправи во нивна имплементација. Судењето против Зоран Јованов, таткото на Васил, кој во јануари годинава, управувајќи со автомобил без возачка дозвола и под дејство на алкохол, удри во пешакот Фросина Кулакова, која почина на самото место, се одложува за 3 септември 2025 година. Наместо претходното обвинение за предизвикување општа опасност, сега Јованов се гони за кривично дело за грозување на безбедноста на сообраќајот со опасно дејствие или средства. Измената на обвинителниот акт не можам да ја коментирам, бидејќи не знам на што се однесува, но дополнителен сомнеш ми фрла неприсуството на адвокатот. Значи, едноставно за тоа на почетокот кажав дека вие сте како новинари многу поискусни и вие самите можете поквалитетен заклучок да донесете на оваа тема. Втора работа, во врска со вашето прашање и самиот обвинителен акт, јас можам да посочам дека дополнително ќе поднесиме пријава и ќе ја доставиме до обвинителот и до судечкиот судија. Независно што судечкиот судија веќе сметаме дека се стекна со епитет судија на мафијата, бидејќи и Васо, убиецот, и татко му го суди. Она мора да биде свесна дека ако не знаела, морала да биде свесна дека е наместена со АКМИ системот. Нема да го дозволиме тоа, ќе бараме комисија да се состави, да го истражи тоа и ќе поднесеме кривична пријава.
Зголемени полициски контроли за време на туристичката сезона се очекува во Охридско-Струшкиот регион, особено што повторно има жртва прегазена жена од страна на лице кое нема возачка дозвола. Голем број лица годишно гинат во сообраќајни несреќи. Постравичната незгода во Охрид во која 21 годишно лице од Прилепско без возачка дозвола смртно на пешачки прегази 44 годишна жена. Полицијата го вклучи алармот. Најавуваат засилени полициски контроли и нулта толеранција кон оние кои возат повеќе од дозволената брзина, управуваат под дејство на алкохол или наркотици. Постојано апелираме и упатуваме повик до сите учесници во сообраќајот, крајно внимателно да ги управуваат своите патнички моторни возила кон Охрид и се разбира низ градот. Ова е период кога бележиме зголемен број на фреквенции, на фреквентност во сообраќајот, зголемен број на патнички моторни возила во Охрид и кон приодите кон Охрид, и се разбира од тука е потребно степенот на внимателност да биде крајно зголемен. Од СВР Охрид вела дека одсекот за превенција од почетокот на годината има преземено преку 100 сообраќајно превентивни кампањи се со цел да се елиминираат сообраќајните незгоди и да се постигне еден повисок степен на сообраќајна безбедност. Во овие сообраќајно превентивни кампањи исто така се укажува на потребата од почитување на ограничувањата на брзина на движење, на потребата од ставање и користење безбедносен појас при управувањето со моторните возила, не управување моторно возило под дејство на алкохол и се разбира водење крајна сметка со цел да се стигне безбедно до посакуваната дестинација. Инаку според податоците на полицијата, само во првите 5 месеци од годинава биле поднесени околу 3000 прекршочни и 7 кривични пријави за сообраќајни несреќи со тешки телесни повреди или жртви. Нина Ритоновска, Сител телевизија. 70 на еминентни професори од целиот свет ќе упатат порака за тоа дека неминовно е религијата многу повеќе да се вклучува во решавањето на конфликтите, отколку истата да се остава настрана или да се злоупотребува од одредени екстремни структури. Религијата и религиозните институции мора многу повеќе да се вклучат во надминувањето на светските конфликти и создавањето на мир, а не да одат рака под рака со одредени политички лидери во креирањето на војни. Ова беше една од главните пораки, упатена на третата светска конференција за религиски диалог и соработка, која што започна во Крушево. Значи, ако вие сакате да го зголемите конфликтот или да го зголемите интензитетот на конфликтот, вие ја внесувате религијата. Значи, политичката елита многу вешто ја внесува религијата од една страна, од друга страна одредени религиски кругови манипулираат со содржините на светите книги, како што е Библијата, Куранот, будистичките свети книги, ги первертираат, фашизоидно ги изместуваат деловите. И она што е жалосно, сега и религиската елита е во функција на разгорување на конфликтите. Наместо да ги смирува конфликтите, таа ги разгорува, особено тамо каде што имаме војни. 70 еминентни професори од целиот свет ќе упатат порака за тоа дека неминовна е религијата многу повеќе да се вклучува во решавањето на конфликтите, отколку истата да се остава настрана или пак да се злоупотребува од одредени екстремни структури. Нешто што го потенцираат и самите религиозни заедници. Живееме во еден нестабилен свет, се помалку има правила на игра, превладуваат одредени интереси на државите кои имаат голем геополитички презнак и големо влијание во светски рамки. Пораката е јасна дека постојано треба да се поттикнува религискиот диалог, дека тоа е единствениот начин и единствениот пат да се обезбеди потребната соработка. И повторно ќе нагласам, државите се предодредени да соработуваат и не гледам причина дека овие прашања треба да бидат постојано да се актуализираат. Ако конфликтот прерасне во религиски конфликт, тогаш неминовно е дека страдањето на сите кои што ќе учествуваат во тој конфликт е многу поголемо отколку во конвенционалните или конфликтите од други причини. Затоа верските заедници не смеат да бидат одминати. Од една страна самите мораат да бидат на висината на задачата и да бидат свесни за својата улога во општеството, никако да не мотивираат радикализација, туку да поттикнуваат дерадикализација. Оваа светска конференција за религиски диалог и соработка ја организира Центарот за интеркултурни студии и истражувања при Филозофскиот факултет од Скопје. За Сител, Дарко Штарговски.